Моје огромно задоволство денеска во Плејаут се наоѓам помеѓу две убави жени битолчанки кои се занимаваат со музика и со деца. Ја ќе почнам од мојата десна страна, тоа е Марина. Марина, добро дојде во Плејаут. Добре ве најдов, ви благодарам што ги посетувате сите наши концерти и што еве во вашата емисија решивте точно ние да бидеме да гостуваме. Денеска се случи божикниот концерт. Колку ви значат ваквите концерти за децата и колку нив им значат? Многу се битни ваквите концерти, особено затоа што дечињата го учат германскиот јазик, затоа што космополитизмот се учи од најмали нозе. Значи, ако сакаме да одиме некаде напред, треба прво да научиме една општа култура, германскиот јазик, германската музика, која што ете и турскиот марш го изведовме и со македонски текст, значи правиме некаква комбинација од македонски и од германски композиции. Колку често имате вакви концерти, мислам, во текот на целата година? Концертите се доста активно концертираме. На еден месец, преку 2 месеци имаме концерти, позначајни концерти, ни се во минатата година имавме ваков концерт, следната година германското друштво прави 20 години, звончињата прават 10 години од нивното постоење, вокалната група Мелодиум прави 5 години од постоењето, така да следната година веќе ќе имаме еден поголем настан, а звончињата настапуваат секаде. Сега ево и на плоштад ќе настапиме за нова година, се надевам. Така, активни сме, доста. Од мојата лева страна имам и Андријанес, можам да кажам дека како супер тим функционирате двете, мислам дека нема промеш помеѓу тим снова баш. Како е чувството да се работи со деца? Што научите од децата да работиш? Прво здраво, Арен си? Арен сум, добро дојде во емисијата. Добре ве најд. Не знам, како е да се работи со деца, интересно, стресно, нервозно и забавно. Често 4 збора. Што имам научено дека децата, значи, прво треба да ги канализираш за после за натаму да работиш со нив. Значи, ако работиш со нив, тие ќе ти вратат со работа. Ако не се замараш, и тие нема да се замарат и нема да види ништо од нив. Што значи, ако стварно на младината останува светот, значи, тогаш треба стварно да се посвети внимание на младината и да се занимаваат со музика и со уметност. Ајде, не мора само со музика, да не си потенцирам од ние со музика. Да, ама значи и на пример и да се слушаат, значи, класична музика. Тоа што чини едноставно, значи не комерцијала, туку нешто квалитетно. Колку често младите или децата со кои што работите слушаат македонската музика или слушаат нешто друго? Зависи, значи децата слушаат тоа што слушаат родителите. Значи, не знам како да ти го објаснам. Ако родителот слуша, не знам, класика, детето нормално дека ќе слуша класика. Сега зависи тоа од вкусот на родителот. Што родителот сака да слуша, тоа слуша и детето. Колку придонесува хорот звончиње за тоа да се слуша квалитетна музика кај младите, од мали нозе да се научат тие да слушаат квалитетната музика, без разлика колку и нивното семејство влие врз нив. Вака, звончињата, како што кажав, се 10 години од постоењето на звончињата ќе одбележиме в година, следната година. Во овие 10 години во музичкото училиште во Битола се насочиле кон класична музика голем број на деца. Само во мојот клас, сега во средно музичко, каде што сум класна, имам 15 деца кои што поминале низ детскиот хор звончиње. Што значи дека дејството на звончињата и поменувањето низ тие од најмали нозе, еве од 3 години започнување да се со таа музика, мислам дека има огромно дејство врз децата. Детскиот хор Звончиње од Битола е формиран во 2006 година од страна на вокалниот педагог професор Марина Коруновска. Во хорот членуваат деца од 3 до 12 години. Здраво. Здраво. Како се викаш ти? Јас сум Кристијан. Колку време учествуваш во хорот Звончиње? Јас веќе ова е трета година каде што учествувам во хорот. И што научи ти од хорот Звончиње? Ајде, научи да пееш, научи друг јазик, нешто што научи. Кои беа твоите искуства од хорот Звончиње? Имав многу разни искуства, имавме многу надпревари, имавме многу настапи, имавме многу концерти на кои многу вложивме труд и мислам дека беа успешни. Кој концерт можеш да го издвоиш така како најдобар според тебе? Најдобар според мене беше концертот за 9 години на Звончињата. Ете правите концерти за Тоше Проевски. Да. Ти си учествувала во
во тие концерти за Тоше Превс? Да, јас за Тоше Праевски концертот учествував. Оти веќе сум тука 2 месеци, имам само 2 концерти. Ова е веќе третиот. Колку ти се допаѓаат тие концерти за Тоше? И колку ги слушаш песните на Тоше? Јас песните на Тоше многу ги слушам. Оти мислам дека Тоше е легенда која не умира. И многу ги слушам. И за мене концертот на Тоше беше нешто многу големо и многу добро направено. Здраво! Здраво, Како се викаш ти? Тамар. Колку време пееш во звончиња? Па 3-4 години. Здраво си, какви песнички си пеете таму? Убави. Какви? Македонски, германски, какви? Да, Која наставничка повеќе сакаш, Марина или Андријан? двете. А лоши си или добри? Добри. Здраво за тоа. И колку сакаш ти да пееш, многу или малце? Многу. А сакаш кога ќе пораснеш да бидеш пејачка? Да. Кога се работи со љубов, ќе научите многу работи, а успехот е загарантиран. Доказ за тоа е и малата Тамара, која верувам дека еден ден ќе се оствари сонот да биде популарна пејачка. Kling, lohen, klingalingaling, kling, lohen, kling. Heller glun die Kerzen, öffnet mir die Herzen. Јас сум Кристијан, Јас сум Емилија. а вие гледате Play Out. Јас сум Тамара, вие гледате Play Out.